Добар ден и добре дојдовте во нов Асном. Денес имаме гостинката наша, ни доаѓа од Австралија. Но таа е светски патник, беше во Македонија, направивме 2 емисии, пред тоа беше во Чешка, ја фативме овдека во лет пред да замине во Австралија и целата таа нејзина приказна околу коренот на зборовите, потекло на нашиот јазик е нешто за кое што предизвика доста интересни коментари. Првата емисија имавме 4000 коментари и сите оние што се наши буквално непријатели кои мислат дека Македонија е бугарска или грчка слушаат нешто што не им одговара. А за потеклото на нашиот јазик и поврзаноста во врска со земјоделието, изборовите кои ние си ги имаме, сакам да ја пожелам добре дојде на Светлана Симоновска. Светле, фала многу што пак те гледам сега преку Zoom директно од Австралија. Да, така е. Браво, Саша, пак еве сме. И јас тебе би сакала исто така да ти заблагодарам што ете ми даваш можност и вака преку вашава емисија каналов да разговараме за ова тема Апсолутно. Види, за сите мислам докази дека овдека ние живееме во простори кои има значи археолошки скопини кај што пред 5000 години живееле луѓето, меѓутоа сега во време кога нашиот идентитет и се околу нашиот идентитет се оспорува од историја, култура, име, јазик и така натаму, јазикот уствари наш е доказ за постоењето на староста на нашата нација од друга страна. И со оглед дека ние живееме во многу плодна средина, земјоделски карактерот на нашата нација е добро познат пред оваа урбанизација и индустриализација што ни се случува, и тоа е вкоренето во нашиот јазик. Од Ѓурѓовден до Митровден. Зборот мај, зошто е мај? Кажи ни нешто повише на таа тема. Да, Македонија е многу богата земјоделска земја. Мислам, тука во Македонија вире и ние со илјадници години наназад имаме градови, населени места. Значи, неолитскиот период е многу богат во Македонија. Има многу, значи 5000 години, колку што зборувавме за да речеме овој календарот. Исто така е преку 7000 години стар. Значи тој период е богат во Македонија, неолитот. Многу населби има, многу археолошки населби. Сега интересно е, ние все, да речеме, луѓето велеле дека оделе на нива излегувале на Ѓурѓовден или Ѓурѓен, кај на село, скратено, западниот дел, до Митроен. Од Ѓурѓен до Митроен, вика, биле и затоа името Ѓорѓија, што се слави на Ѓурѓовден, тие велат дека грчко е потеклото на тој збор и дека значи земјоделец, фармер, вика на англиски ми се чини. Да. И така, само тоа го кажуваат. Имам слушнато, дали имаше спомнато дали Васил Илјов, вика, името Ѓорѓија изгледа дека значи ја ора, Ѓорѓија, ора Геа. Значи ја ора земјата, а Геа е као географија. Зборот земјата, друг синоним за земјата, значи тогаш заорувале обично на почетокот на мај, и мај месецот е поврзан со раѓање, со мајка. Зато вика некогаш и Маја, нели, да фатиш Маја. Фати Маја. Значи, да, пак
жената и мајката е символ за почетокот. На плодност. Раѓа деца, а тоа е почетокот на животот. И почеток, например, во Старата Библија, не знам, на македонски не го преведува, вика Genesis. Джена е жена, Genesis. Genesis, не знам како го преведуваат кај нас, не знам, таму барав, не сум сигурна. Дали може знаеш ти, не знам. Genesis, почетокот, значи во Библијата во Стариот. Генеза, генетика, нели? Значи тоа е, потоа имаме и со Ж зборови, Женева, например, Дженова, Гена, Гина, име. Значи тие се поими од зборот наш жена, македонски, и значи во мај почнуваат земјоделските култури и до Митровден, што е 8 ноември. И во Америка нивните избори според нивниот закон се првата недела во ноември. И некојаш, јас сум родена. И причината и таму е поврзана со земјоделието, затоа што на почетокот на ноември тие ги собират се последните работи што се на полето, значи последната берба. Во Митровден, така 8 ноември, мојот роден ден, Митра, така, ми е роден ден. И тогаш почнуваат и, значи луѓето повеќе немаат работа, можат да одат на изборите, на изборните места, и не е падна снегот. Значи не е јануари, значи можат да одат порано, тие имаат стара демократија, преку 150 години како било, и во помали места, нели има снег и се затрупани можеби како било. И секогаш во Америка баш тој период кога е Митроен. Значи и затоа е голема слава Ѓурѓовден. Се ора Георгија, земјата, и мај, така, и после завршува во и Митра, например, па го има исто така е поврзано со жена, бидејќи во којне, или она што ни го нарекуваат грчки, жена е митера, а татко е патера, така. И мислам дека и Богоројца. Сега дали знаеш името, имаше едно толкување во смисла метера да работа, знаеш, мајка обично како родител, значи тера зборот исто така често се наоѓа. Зборот теорија е од тера, значи ќе затераш еден пат и значи идеја нешто што ќе она мисла, и тоа е теорија и си тераш по тој пат. И многу други има терапија. Значи на тера имаме многу зборови, хистерија, што вика, нели? Не сакам толку да зборувам за тој збор. Значи, сега, значи едното толкување митера, а може и да не е варијација на мајка, матер, и така, може да е митера од матера. Значи, овие зборови како жена и жена и мајка поврзани, значи Митро од Ѓорѓе. А тоа е плодност, тоа е нешто што раѓа, нешто што рти и изникнува. И луѓето го слават Ѓурѓоден баш заради тоа да си пожелаат добра и берикетна година. Да, поврзано е со земјоделие. Значи и двата, и вика од Ѓурѓовден до Митровден. Океј. И нешто друго може ке ми... И тука е поврзано и името на самата земја Македонија. Значи, најдоброто објаснување за мене е дека е тоа мајка земја. Значи, ја ора Геа, што викаш плодност, земјата, планетата земја, е Геа, геодезија, географија, нели? Геа, божицата, Гена.
И самата, и бидејќи Македонија е многу стара, илјадници години, гледаме и календарот е преку 7000 години, баш имав направено зголемено, не знам колку се, од книгата на Ана Комнена, каде што таа го користи. Како се викаш уште еднаш книгата, извини? Книгата се вика Алексијада. Алексијада? Таа е пишана Да. во 12 век, ако не се... Да, во 12 век, Алексијада од Penguin, Penguin, издание англиско, на македонски не е издадена. И да ти кажам и други, сакам средновековни книги да си набавам и да видам што пишат, зашто имаше многу интересни работи внатре, македонски имиња, Струга, Охрид како го има пишувано, топоними што има внатре, има интересни работи, ама посебно ми остави впечаток што ги спомнува македонците и тракиците и го спомнува тој календар за кој што... Значи во 12-тиот век Ана Комнена, која е од Македонија, она е третата ќерка на, како си каше царот? Алексеј. Алексеј, она е историчарка и си ги запишува историските моменти во тоа време во Македонија. И за нас кажува дека сме ние македонци, дека има тракици на овој полуостров кај што живее, кај што е сега Македонија. Еве ова страна. Да. Поблиску. Чекај. И секој што сака да ја купи таа книга, еве го, да. Македонци и тракици. Во 12 век. А нас не учат дека изумреле, античките македонци и тракиците изумреле, а таа ги спомнува во 12 век, во средниот век. Да, уште еден доказ како историјата е политицизирана од нашите западни пријатели и стратешки партнери, каде што буквално се им е дадено на грците. Да, еве го и календарот кај што... Календарот, значи она пишувала во 6589 година. Спомнува, да. Да, тој е према стариот календар. Страна 17, тука горе, не знам колку се гледа, да. И секој може да си ја купи оваа книга на Амазон. Да, на англиски е, на македонски не е. Да. Оригиналот баш барав некаде во Италија е, дали во Медичи, дали во Фиренце, не знам таму, да. Затоа што кога паднал Цариград, нели, тоа е средновековното македонско царство и тие како ромејци се кажува, ни грци, ништо не постоело тогаш, нели? И тие владетели се македонски. Од нејзината динасија, дали таткои, ја има праено црква во Нерези, 12 век, што е, со најубава фреска, што американците сака да ја купат, кога имаше земјотрес во Скопје, и тие им понудија на нашите македонци таму дека да ја купат. И таа, кај што е оплакувањето на Христос, го симнуваат од крст и таа е од 12 век црква и таа фреска е најскапоцена веројатно во Македонија, една од најскапоцените. И бидејќи е пред Ренесансата. Значи 100 години, не знам колку, пред Ѓотто да е сликал тој, оти така се води дека почнала Ренесансата со оплакувањето на Христос, не знам во Италија само кај беше, не се сеќам. Ама таа фреска е подоцна, 100 години подоцна. Сега, значи, кога падна Цариград и царството македонско пред 500-600 години, многу луѓе од таму избегале во Италија. И затоа нејзината оригинална книга е таму. Мислам, јас не сум ја видела оригиналот, затоа во Италија. И затоа не е случајно дека вика со падот на Цариград почнува Ренесансата во Италија. Зошто? Затоа што некаде 1000 души, 2000 души се избегани, уметници, се и плюс и крстоносците краделе, носеле со товари и римјаните пред тоа. Кои што сликале тука цркви, кои Западот некаде ги нарекува ренесансно доба, а кои се уствари ренесанстички цркви, сликарство.
Па да, со падот почнало ваму. Зошто? Значи се избегани и пренесени се со турците. Дошле овие си бегалци. Како во Егејска што беа пред 40, не, бегалци и тие биле. Со падот и многу научници, уметници, све, нели, се иселени. И имаше многу интересна приказна за има некои работи што се изгубиле рецептите. Например, имало оган, што го вика грчки, тоа е македонски оган, кај што го користеле со нафта нешто над бродовите. Тоа исто биле многу силни во царството, затоа толку години траело, 1100 години, преку 11 века. Значи имала некоја технологија што не ја знаеле никој други. И тоа е изгубено исто пурпурна боја. Значи царска боја, како се правела, се изгубило кога паднал Цариград и се губи. И за тоа имам пишувано. Ајде да видиме некој друг пат, можеме на тоа да разговараме. Нешто си Дефинитивно. сакаше. Да. Исто така ми интересира за повеќе, мислам ова што го збориш од Ѓурговден до Митровден, коренот на сите тие зборови што е поврзано со земјоделието, од раѓање до жнеење на земјата, Маја да ја фати, поврзано Да, со мајка Маја. мајка, Да, она женски. Македонија, што извини, ме се врати мислата, да, дека Македонија е, значи, името значи мајка земја. Дон е дно, е синоним за земја, за дното, подот, Македонија. И затоа на италијански вика Дон за земјопоседник. И таму е титула, затоа Мадона, нели? Дон. Мгм. Да, Интересно. затоа што тоа е титула, Дон како господин кај нас, ама се мисли дека бидејќи порано, нели, богатството биле стоката и земја, поседување на имот на. Мгм. Се е Да, поврзано, значи, околу земјата и значи да. обработување на земјата и животните. Да. И мајка земја, значи земјата е плодна родна, значи женски одлики, карактеристики на планетата Земја. А сонцето е машки символ. И синот. Синот и сино небо, нели? Значи сонцето е машки символ, а планетата Земја е плодна и е женски символ. И така се со илјадници години. Сите култури, кај да појдеш и во Африка, и во Америка, и тука, и кај нас, мајката, Богородица, потоа се нормално се и сонцето се слави. Значи и Сега, така мене сега што ми текна, дали имаме кога од мај до ноември, тоа е плоден период кај се обработува земјата, дали има апропо на тоа од ноември па до мај одредени празници кои се поврзани со земјата, а се одликуваат на тоа да, знаеш, на еден период на не толкава активност. И период кој е можеби како хибернација или така, сега што мене ми текнува ова, меѓутоа можеби е така и не е. Дали се користи во нашиот јазик, дали коренет некои од нашите зборови за зима и така натаму се поврзани? Па и да речеме, порано луѓето како што живееле пред капитализмот, кога производството е на нива во село, нели, и за наечиство имало и немало фабрики, значи друг начин на живење во селото, на земјата. Тие работеле во суштина летото, од Ѓурѓовден до Митровен, како што кажуваат, после славеле. И имат и зимски светци, претежно, знаеш, некој Свети Никола го слават, и тој е поврзан со Клаус, она што вика Дедо Мраз, Никола, и баш е тогаш кога е најкраток ден, кога е најдепресивно време, и во зимата
славеле и одмарале, а денес Затоа имаме толку луѓето слави во зимата, а фестивити, ова што панагјури и на есен, да. да. Бербата кога е на есен и после зимата, да. Да. Сега да го ова е многу интересна од коренување на зборовите и расчленување на истите, кое е поврзано со земјоделието и начинот на живот, а сето тоа има македонски карактер. Ние го разбираме. Нас не може, природно ние да го разбереме истиот. Да малце да свртиме во однос, ние зборевме во врска за власите, за зборот. Да, Може да ни кажеш нешто поише за тоа? Да, тоа што сум да, секако. Само пред да продолжиме за властите, сакав да речам дека ние македонците сме поврзани со земјата. Значи, таа е наша земја. За разлика од некои, како што се грците, многу од нив се трговци. И тие шетаат доста и тргуваат и таков карактер има кај нив. А ние си сме честни луѓе, работат и ја обработуваат земјата, разбира се, поврзани. Има такви нации што се и србите, и русите, и така. Аглосаксонците исто така, они не се поврзани со земјата, значи, они може да се родат во Торонто, а да одат да израснат во Лос Анџелес, а да живеат после у Сиднеј. И тоа не им е проблем еден ден да пакуваат и да бегаат. И тоа го разбираат како дел од нивниот живот. Maritime. Maritime, тие се повеќе се пловат и ги чуват мореузите, Гибралтар, контролират и крадат и во суштина. Кај што врват другите и наплаќат. Кираџија, рентиери, разбираш? Во тој смисол, да. А ние сме со земјата, наша македонска. Интересно е кога ги доселувале грците, тие од Турција и таму, тие не сакале да живеат во селата. Сакале на море, претежно, и да работат. Значи, нашите луѓе се таму во Леринско, во Воденско, приврзани се на земјата, таму потекнуваат, имат корења. А овие не келе многу од нив да живеат на земја, да работат земјоделие. Види, тоа се отликува и нашите песни народни, ја опеваат нашата македонска земја. Се опева на земјата. И тоа е дел од нашата култура, начин на разбирање, живење, животен стил, оноа што ние навистина сакаме. Тоа е отпеано у нашите песни. И не мора ни да се докаже, ние го знаеме тоа и имаме емотивна врска со нашата земја. Жетварски песни, Гроздобер, има, да, се гледат, се отсликуваат во песните тие животот каков бил. Да. За власите, значи, она што е интересно, значи, власите, но има повеќе имиња за власите и знаеш, се чудиш од кај што е, многу има каракачани, има цинцари, знаеш, има повеќе имиња. И ми беше интересно што власи има и дури до Чешка, а кај нас не ги спомнуваат. Кај нас ги спомнуваат, да речеме, во Романија, на Балканот, ама власи имат стигнато до Чешка, мислам дека и Полска и мислам дека најдобро толкување на нивното име власи е веројатно тоа што тие биле поврзани со власта. Тие биле население на Македонскиот полуостров и пошироко како било, и македонците војувале со римјаните, можеби 150-200 години колку се таму. И после потпаѓат и на некој начин тие соработувале со римјаните и она името што го еве на пример, значи веројатно потеклото е од власт, а власта била римска. Сега, значи власи има до Чешка, а ако погледнеш кон Русија, таму па нема власи. Таму римјаните не владееле. Случајно или намерно. Значи, докај што биле римјаните, фатиле Словачка, тука
Друга интересна работа е што чесите, например, италијанско вика влашко и на полски исто. Значи, како наместо италијанско ти вика влашко и плюс орев го вика влашки орев. Сега тоа влашки орев е слично на walnut. Walnut изгледа е поврзано. На англиски walnut вика, влах. Може да е извртено од влашкиот. И често вика влашки орев, оржех. Ево на името цинцари, тоа е на некој начин докаш може да речеме дека биле со римјаните, бидејќи постои во римската војска постои легија, македонска легија, петта, најдолга, не знам колку била векови, и 5 на италијански мислам или латински е cinque, што звучи на цинцари, cinque. Значи изгледа ги вика петта колона, петта легија, cinque, чуди се цинцари, што име е тоа. Друго име што го среќаваме кај власите е црновунци, значи вуница, вуна, волна, нели? Бидејќи биле доста номади со големи стада. И некои од нив имале црни овци. И нели произведувале облека од црна волна и ако ги погледнеш нивните носии од некои предели, дали од епир, дали од некаде, има црно многу имат во носијата, во палтата, може и каракачани, знаеш. Сега ние викаме качаци за номади. Сега чесите, а мислам и на руски, вика кочовник. Кочовник на чешки е номад. Е човек што коцари, мислам, имаше и оро, коцари, коча. И плюс има котари, нели, котаре кај што се овците, кочари, а кочовник е вака е номад кај нив. Сега качак може тие се качени на коњи, само патуват. Разбираш се. Може и тоа да е потеклото. Значи, црновунци ги викат, имале сега. Она што ми беше интересно е што во Грција имам гледано за јаглен, вика карвуна. Карвуно. Секам, што е ова за јаглен? Оти, например, во ресторан користат, нели, пиле на јаглен или скара на јаглен или така, и таму пише карвуно. Кар е црно, вуно е вуна, црновун. Сега, значи, веројатно власите, значи од името дознаваме некои податоци, до толкова. Значи, дојдов до заклучок дека, нели, власите имале стада, живееле в планина, со стада овци, произведувале кашкавал, нели, сирење, волна, тоа е она другото поврзано со власи, влакно, власи е коса. На чешки и на руски, ми се чини, власи е коса, а кај нас па како влакно, само едно влакно постои. Значи, тоа може да е потеклото на нивното име, поврзано со овците, со волната. Црновунци. И карвуна значи правеле алишта, кашкавал, ама изгледа, бидејќи биле од планина, правеле и јаглен. И овие грци карвуно вика, црновуно. А тоа карвуно после на латински испаѓа carbon oxide. Тоа е јаглен, carbon dioxide, јаглерод двооксид, carbon dioxide, викат, нели, карбон. И така, со анализа на зборот дознав некои интересни работи за власите. Значи, и двете толку, бидејќи јас ти спомнував и порано дека постоја зборови кои што се слични.
Значи, зборот власи за коса е слично на власт. И сега едното има смисла во случајот на власиве, и то косата на овците, нели? Овцата е таа што има коса волна и може да се прави алишта, и тоа правеле многу од тие влашки заедници кои што живееле и низ Македонија до Романија, па и до Чешка, да викам, Валашин ги вика, Валаши во Чешка, И она е интересно исто така тие немат јазик таму. Чешки се зборуваат. Кај нас има некаква, излезено е римско-македонски, како што и албанскиот, многу македонски зборови, имиња, жута, војника, од политичарите ги памтам, Соколи, све наши имиња, красничи. Така да нивниот јазик аромански, како го викат, е мешавина на македонски или српски, ако сакаш да речеш, и римски, романски, латински и така да, знаеш. Значи, така некои работи за власите. Сакаш да зборуваме за оној лайв или? Да, може, дефинитивно. Или Да. нешто од книгата? Ако имаш нешто, ако не знам како Не, види, се јас многу да, нашиот Орев кој станал Влашки Орев, исто така со Влашки двор во Кутна Хора. Да, Имаш да, во твој... така е. Да. Кутна Хора, да, да, една многу убава црква има таму и како се вика? Интересно е што, знаеш, Катедрала. поврзаност има кај живееле они со корените на јазикот и етимологијата и доста имиња на градови и села се вметнати. Тоа ми беше интересно мене, јас тоа што можев да го видам во твојата книга кога ја разгледував. Кажи ми сега, не знам дали времето ќе ни имавме уште една, зборевме во врска со, ја би рекол, со нашата историја, ја би сакал да се за Ана Комнена. Она што го збореше, тој детал ми остана. Како тоа да она скажува дека ја пишува таа нејзина книга во 6589 година, сега ние збориме дека тоа е во 12 век, а календарот ни е различен. Да. Па многу има календари. Не сум баш да речеме по тоа, посебно знам дека постојат. Она што знаеш мене ме интересира е да се сретнам со некој од тие попови, бидејќи тие ги знаат како се читаат. Тој календар е како римскиот. Значи, некоја буква означуваат некој бројки. Значи, истиот систем ко римскиот, затоа што бројките денес што ги имаме ги викаме арапски, така се прифатени, нели? Како што ги пишуваме. А овај календар е запишан на гробот од Свети Климент во Охрид, на надгробната плочата постои. И имам видено така нешто како е напишано со бројки, со букви, значи кирилица што ја викаме ние, ама не ги знам. Мислам дека еднаш видов на YouTube некој објаснуваше и не можев да го на српски нешто, некоја емисија и кажуваше кои букви, кои бројки се. Значи ете некоја домашна задача за мене, за тебе. Праша некој поп и владика, некој ако знаеш, како се чита тој календар? Дали постои? Кај го имаш? Дали го користеле во црковните книги пред 100 години, пред 200, а го има, например на интернет, некако тие знаеш што работат, го нема, не се промовира, знаеш, она е во сенка е, нешто ти ги боди очите, значи ти кажуваат како да размислуваш и што чиниш, што не, знаеш, она пропагандата, како да ти кажам.
ќе го запиши некој и не му дава внимание. Например, Климент Кирил починал во 6977 година од постанокот на светот или од Адама. Така пишуваат. Да, од постанокот. Чи броеле некој постанок на свет. Имало веројатно некој потоп што се спомнува во Библијата. Какво било тоа, тие наука не било тогаш, ама нешто е запишано, не биде толку конкретни како денес што треба да е науката. Ама се спомнува и затоа Ное е уствари новиот човек. Нове. Во чешка најчесто презиме е Новак. И кај нас Нове. И Ное, пак В нема, оно што викам, Нове Ное. Значи, промени. Сега, да речеме и со што го викаме грчкиот, и како то карвуна, тие зборови, знаеш, имаше, еве, например, еден збор можам да ти спомнам, како извртено е. Значи, на англиски вика носиш carry. Така, carry a bag, Да. carry, носиш. Да. Сега, има едни што ми се чини во Партенонот, девојки, и така стојат и се како столбови. И тие се вика каритиди. Разбираш? Каритиди. Што тоа значи? Па тие ги носат столбовите, they carry, што вика. Сега на грчки од таму потекнува и зборот за орев. И сега овие што се девојките каритиди. Не знам, во чат, најшо да ти испратам, ако можам, ако не изгубам, не сакам да чепкам многу. Да, каритиди. Сега тие се девојки и стојат така, нели, исправени во пепло, што го вика, пепељава боја, пепло се вика. По грчки пеплос, пепељав, ние викам пипелав, фустан, пипелаво, пепел. Боја, значи, и во пеплос и во тие носи или китон, нели китени, китон исто е едно име античко на, не знам, блуза или шта. И тие многу свечани, нели, што ги гледаме по скулптурите, тоа спомениците од антиката. И во такво, нели, свечано облечени се и ги има Партенонот нешто и се како столбови. И сега, вика дека се многу убави. Значи, тие биле кари, изгледа чари. Зачарувачки убави. Зачари. Каритиди. Оти вика дека се убави. Значи, логично, да те зачара. Ние викаме разочара. Ама, постои зачара. Например, вештерка е чародејница на чешки. Да те зачара, да те занеси од убавина. И да, тие се убави каритиди, вика кара, ама нема ч, бидејќи којне, нема фрикативи, што ги викаме шумливи букви. Гена, жена, затоа е генетика, не е женетика, е гена, со г. Значи тие промени, например, круна, не знам дали спомнавме, круната е кружна, и то ж е отпаднато. Круна, кружна, округла е. Има пари што се антички обол. Обло. Нели? Обол. И така, значи... Значи, да, ова денешно наш разговор многу интересен. И опфативме две главни теми кои за власите и од Ѓурѓовден до Митровден, кои се етимологијата на коренот на зборовите поврзан со нашата земја. Да, ке те се извинувам, ке те прекинам тоа земја, што викаш и зима, што викаше, нели, на скопски вика ти зима. Значи, кога доаѓа зимата, ти зема се, лисјата све ќе попадне, така, нели, зима се, зимата. Знаеш, да. Исто така, земја, значи земјата е плоднородна и ние земаме, има логика. Дефинитивно има тотална логика.
И ова ние имаме логика зошто е тоа така, зошто си го знаеме својот јазик. Тоа е уште еден доказ повеќе за големината на нашиот јазик, кој можеби ние толку не сме свесни. Јас како прво сакам да ти се заблагодарам за овакво кратко време. Ние комунициравме, меѓутоа за кратко време се договоривме, имавме потешкоти со логирањето. Имав да ти се извинам што ме почека малце денеска, но ајде да оставиме да оваа конекција што имаме преку Zoom, па да направиме еден концепт и се надевам дека во скоро време ќе имаме уште еден ваков разговор кој е многу интересен, за да го доловиш и да и насочиме на нашата публика за богатството на нашиот јазик, кој е исто така поврзано со начинот на живот, каде живееме, Да. локацијата, историјата, културата и јазикот што го имаме. Да, Тоест, коренот на зборовите да ги дешифрираме на така убав начин како што ти ги доловуваш. да, логично се гледа, значи, да, зашто да не? Апсолутно. Така да јас Да. ти се благодарам на овој убав разговор што го имавме денеска. Ќе бидеме, остануваме во контакт и се надевам дека во скоро време пак ќе направиме, ќе најдеме термин. Се надевам дека ќе во предстојно време зимата конечно ќе ви дојде во Австралија, овдека веќе летото ни доаѓа. Ќе бидеме во контакт, значи Да. благодарам Да, уште некои еднаш. интересни примери, се извинувам, некои интересни примери, нешто ќе припремаме и за Апсолутно. Ќе припремаме концепт со 3 и ќе ги образложуваш на нашата публика. Благодарам уште еднаш Светлана за твојот убав настап денеска. Јас научив уште повеќе за нашиот јазик, поврзаност и така натаму. Се надевам дека нашата публика исто така тоа ќе биде исто интересно. Вас, драги гледачи, благодарност до вас сите кои не следевте во овој интересен разговор што го имавме со Светлана. Она пак ќе ни биде наша гостинка. Само прашање е време кога. Имајте убав ден, убава ноќ, каде и да сте. Ви пожелувам се најдобро.